Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, прво да ја поздравиме иницијативата на претседателот на државата. Свикана беше со единствена точка и со право ние да дополниме секако точки. Единствената точка за која што беше свикана и после беше прва точка на дневен ред е дискусија околу лидерството на државата во функција на нашата иднина после разочарувањето или историската грешка која што пристигна од Брисел. Утврдивме унисон едногласен став. Евроатлантските интеграции се конечна наша цел. Остануваме сите посветени на евроатлантските интеграции, не прифаќаме никаков вид на замена за евроатлантските интеграции, заради тоа што граѓаните тоа што го очекуваат од нас европските вредности да ги донесеме овде, да ги живееме сите и остануваат како аспирации да го разубедиме Брисел дека процесот на проширување може да претрпи одредени модификации во делот на она што беше дискутирано како методологија на пристапните преговори или слично, но ние очекуваме полноправно членство со Европската Унија, односно веќе на следната можност, кога ќе се собере Европскиот совет, да донесе одлука секако за добивање на почеток на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија. Ја поздравувам одлуката и треба граѓаните да знаат дека остануваме на патот кој што носи демократија, кој што носи повеќе вредности, кој што носи европски вредности, владење на правото, севкупни човекови слободи и права, односно да бидеме исти со правата, животот кој што го живеат граѓаните од земјите членки на Европската Унија. Втората точка која што се наметна од сите присутни беше да се разговара за определување на датум за предвремени парламентарни избори. Имавме дискусија сите, имав честа како премиер кој што повика на брзи парламентарни избори да го дадам предлогот. Нашиот предлог беше 22 или 29 декември, додиме веднаш на избори, заради тоа што на тој начин брзо во еден период кога не се случува нешто драматично, би можеле да го завршиме избирачкиот процес, народот да си ја каже својата определба во кој пат се движи државата, а при тоа да очекуваме Шпанија во декември или јануари да направи ратификација на протоколот од НАТО, а ние да имаме веќе функционален парламент кој што на крајот, од кога ќе ратификуваат сите 29 земји членки, останува нашиот парламент да го ратификува протоколот од НАТО, да го депонираме во Вашингтон и со тоа Република Северна Македонија станува членка на НАТО. Имаше реакции од присутните, најголемата опозициона партија коментираше дека во таков случај нема 100 дена влада, дека би требало да се разгледат и други опции и после ги разгледавме опциите март 22, 29 март, 12 април, 19 април и понатаму во делот на април. Утврдивме дека 12 април е важен, заради тоа што пример православен Великден е на 19 април, тогаш почнуваат и постите за нашите сограѓани од муслиманска вероисповед, исто така од тој датум би требало да пред празниците големи, во кои што најголем дел од нашето население ги празнува, дали се тоа христијаните православни или се граѓаните од муслиманска вероисповед, утврдивме дека 12 април е датумот кога ќе се одржат изборите. Тоа значи постигнавме консензус, сите сме согласни на 12 април. Нека име среќа на сите граѓани, нека име среќа на нашата земја. Верувам дека на 12 април граѓаните мудро ќе донесат одлука, на која што одлука ќе го трасират патот по кој што ние политичарите, кои што ќе добиеме поддршка од граѓаните, ќе ја водиме нашата земја и нашиот народ. Благодарам. Колку ќе трае техничката влада, колку мандат ќе има и дали размислувате кој ќе дојде на ваше место? Секако за тоа ќе правиме дополнителни консултации. За мене е прво важно, вечерва одам на консултации со коалиционите партнери, да можем да ги образложам сите тие детали, иако вака се разумно за сите, треба и коалиционите партнери да дадат поддршка за оваа работа. Истовремено 100 дена влада важат, ако ги сметаме наназад, тоа доаѓа некаде 3 јануари по делот на поставеноста согласно законот, а истовремено она кое што исто така е важно да по пат на дискусии внатре во Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалиционите партнери утврдиме премиер кој што ќе ја води таа техничка влада од 3 јануари се до формирањето на новата влада. Што станува со пописот? Пописот беше планиран да се заврши оваа пролет. Ќе разговараме дека пописот треба да остане 2020 година, тоа е мојот став.
Можеме да го завршиме после изборите, ако е Државен завод за статистика подготвен и пред изборите тоа да се заврши, може да се заврши, пописот треба да биде завршен како процедура. Овде не го разговаравме во деталите пописот, заради тоа што едно сме согласни сите, еве 17 години ние немаме попис како држава, 2002 година, важно е ден поскоро да го имаме пописот, заради причините зашто се прави попис, а тоа е за справувањето со сите економски политики, рамномерниот регионален развој и така и натаму и така натаму. Дали изборниот законник измени? Имаме време до тогаш и да направиме промени на изборниот законник. Се согласивме сите дека препораките на ОПСИ и ОДИХР треба да ги вградиме внатре и тие се едноставни. Јас верувам дека ќе успееме тоа да го направиме. Отворивме и дискусија за изборниот модел. Некои сака да разговарат за изборниот модел, некои не сакат, но ваквиот датум ни определува можност и да разговараме за изборниот модел. Јас како председател на најголемата политичка партија во државата останувам на ставот дека треба државата да прави исчекор кон демократизација на процесот. Уште еднаш напоменувам, за Социјалдемократскиот сојуз е прифатливо една изборна единица како изборен модел, а исто така е прифатливо и отворени листи. Сакам да ги слушнам помалите политички партии, заради тоа што многу често по големите се собираме и не е честно само ние да одлучуваме. Имав состанок со нив, тие се за една изборна единица. Верувам дека државата ќе смогне капацитетност да направи исчекор кон поголема демократизација преку избирачкиот процес, односно изборниот модел, да го зајакнеме плурализмот во државата преку парламентот.